Здраво, ова е 222-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која избира на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Happening на Одри Диван, во кој станува збор за Ен Душезне, глумена од Ана Марија Вартоломеј, млада студентка која што има намера да дипломира, односно да ги заврши нејзините студии на Ангулем, со надеж дека ќе може да се измолкне од рамките на средната класа, студентските домови во кои нема приватност и очекувањата со помирувањето на станување домаќинка на кое му пркоси. Меѓутоа има еден проблем, таа е бремена, а настанот се случува во Париз во 1963 година кога абортусот е илегален. Тоа значи дека решителната девојка е подготвена да оди против законот, само за да може да ги достигне зацртаните дострели кои ги попречува несаканата бременост. Бебето во неа расте, а испитите се доближуваат, така што одлуката за отстранување на фетусот дополнително го компромитира нејзиното здравје со секоја помината недела. Филмот се базира на романот на Ен Ерно, која што нејзините немили искуства ги овековечува во ова дело, кој ги пребродува и денес е значајна француска писателка, што значи дека реалноста понудила среќен крај за неа, иако гледајќи трагичната поставеност на драматуршките чинители во овој епилог изгледа толку далечен што е научно фантастичен. Социјалниот ангажман на филмот е насочен на проблематиката на правото на избор, односно превласта врз женското тело, која дури во една прогресивна Франција, која во периодот на 60-тите години ќе ги преживее нужните и бурни студентски протести, кај што се јавува свеста за променување на општественото уредување на државата, започнувајќи со двигателите на иднината. Студентите ја забележуваме студентката Ен, која што се наоѓа во небрано затоа што државата се погрижила за цензурирање на нејзиното право на избор, што ја револтира да ја истакне констатацијата дека децата од жените прават домаќинки, а таа смета дека има потенцијал да го освои светот, епистемиологија која во реалноста се докажува дека е точна. Две паралели неизбежно се повлечат на рамниште кое е аналогно на проблематиката поврзана со абортусот, а тоа се 4 months, 3 weeks and 2 days на Мунгио, во кој се бара решение за абортус во Романија во 80-тите години на минатиот век, вклучувајќи го и новиот Лингуи на Махамед Салех Хароун, кај што абортус требаше да се прави во африканска земја од трет свет, наспроти Never Really Sometimes Always на Елайза Хитман или Unpregnant на Рейчел Ли Голденберг, во кој со невозможноста да се абортира се соочува младите девојки во рурална Америка во денешницата, но филмот на Одри Диван ги отвора овие проблематики во 60-тите години на минатиот век во Франција, во конотација на различно милје, кај што девојките кои ја носат оваа одлука содржат животозагрижувачки димензии, бидејќи за да биде изведена потребно е да се практикуваат сомничави потфати во туѓи домови, кај што кујнската маса послужува како легло за извршување на рудиментарен и често неефективен болен зафат. Стравичните димензии се потенцирани во миговите кога протагонистката, препуштена на очеот, решава самата да се острани со фетисот со помош на иглите за плетење, со кревање и спуштање на тежина, инјекции со контраефект, само поради тоа што нема легална процедура која што ќе може на најбезбеден начин да се изврши овој чин, без да биде загрозен животот на девојката која подлегнува на овие болни подвизи на своја рака, без експертиза и надзор, што, како што можеме да евидентираме, ќе заврши во нејзино искрварување речиси до смрт. Факт е дека Одрија носи одлуката да го прикаже отстранувањето на фетусот во шолја, што си носи своја нишка на радикализација, но овој грозоморен призор соодветствува на стравичната атмосфера, односно своевидната кулминација на натежнувачката тегова од одминувањето на секоја недела, која е испишена на нашите екрани, временска рамка во која се означува агонијата на Ен. Разликата во реферираните филмови и остварувањето на Одри е чинитело што сите девојки имаат блиска довереничка која ги придружува во секој чекор од јаловиот процес, а Ен е препуштена сама на себе си. Тие и помагаат исклучиво кога е во стадиум на крварење до смрт. Арбитрарно е, но и ирелевантно е дали ние ќе се согласиме со нејзината одлука или не. Јасна е одлуката на авторката од која страна на дискусијата на оправданоста на чинот ќе застане со оглед на тоа што делото го следиме низ перспективата на Ен. Одлуката е нејзина за носење, но судејќи според тоа како се однесува несудениот татко, не знам колку би била подготвена самата да го поднесе товарот на новороденчето, паралелизирајќи ко неговото
одгледување со комплетирање на студиите. Факт е дека филмот не апологетски се држи до јасно зацртаната димензија, ни малку е објективистички, напротив има за цел да ги прикаже ригорозните последици до кои може да дојде до перманентни консеквенции кои би ескалирале до смрт. Нема двојба во носењето на одлуката на Ен, симптоматичен е соодносот на државата визави тело во ера на пробудување на културолошкиот дух на сите рамништа, затоа што не должно е нечие страдање доколку постои потреба за промена на закон која е наменет да му служи на човекот, која настанала во 1975 година. Докторите се ставени во незавидна позиција исто така, од кои едниот јасно индицира дека не смее лично да помогне, а другиот ја прелажува да земе хормони за зајакнување на ембрионот, така што здравствениот систем работи против нејзините желби. Актерската игра на Ана Марија е најсилниот адут кој што го поседува филмот, која изнаоѓа балансиран пристап во дозирањето на незината изведба, затоа што треба да демонстрира одлучност и непокор во незините донесени решенија, но и да долови безмоќност и незадоволство во поглед на подчинетоста на системот кој го цензурира незиното право. Потребна е способна актерка која на убедлив начин ќе ја образложи интимата на ликот, а овој филм ја има најдена соодветната за таа цел. Луана Бајрами од Portrait of a Lady on Fire исто така се појавува во една од споредните улоги и на ова дело, како една од другарките кои отворено разговараат во студентските соби за погодноста од сексуалниот нарав и себезадоволувањето. Евгени и Саша Галперин ја работат на менската музика, која што понира на површина во миговите кога сме препуштени на молчеливата агонија и јадеш на Ен, за ламентирачката свита да биде уште еден показател за потонувањето во меланхолијата на ликот, кој иако манифестира бунтовни и решителни импулси, не е имун на подлегнување на своите душевни чемери. Шарферот на Такси, Васаби и Шейтан е снимател на овој филм, односно Лорен Тенки, кој што во клаустрофобичниот, речиси академски аспект 1.37 наспроти 1, ја заробува Ана Марија и не ја одлепува камерата од неа, евидентирајќи ја дури и најмалата фацијална експресија во крупен план. Тој често си поигрува со самиот фокус, со преден и заден план во кадрираната композиција, затоа што многу добро знае кои се визуелните богатства кои може да се доловат со флуктуирањето на фокусот или пак физичко придвижување на ликовите во и вон фокус, во кадар, што дополнително го збогатува естетскиот натуралистички израз на делото. Монтажерката на The Mustang, Жералдин Манжено, создава едно непречено и динамично 100-минутно издание, кое, откако ќе го добие вниманието на гледачот во поистоветувањето со маките на протагонистката, во процес на постепената градација, го доловува слободниот пат за очајното реализирање на зацртаните животни цели, по цена на загрозување на сопственото постоење, поминувајќи низ стравичните ужаси со незиното тело, малтене боди хорор елементи, задржувајќи ја константната тензична закана по незиното здравје при механизмот за проток на време со одминување на секоја наредна недела во неизнаоѓање на решение за отстранување на фетусот. Режисерката Одри Диван е присутна во француската филмска индустрија уште во минатата деценија, меѓутоа исклучиво како сценаристка на Paris Under Watch, The Connection, The Man with the Iron Heart, Girlfriend, The Stronghold, стекнувајќи ја самодовербата и спознанието да го режира својот прв филм во 2019 година, Losing It, во кој протагонист од сопругата и неговите деца ја крие тајната за зависноста, компрометирајќи ја љубовта со лагите со кои се обидува да ја прикрие. Така што, иако Хепенинг е незиното второ режисерско остварување, таа го реализира со јасна визија и насоченост, што сведочи најпрвен за незината режисерска зрелост и способност да екстернализира еден турбулентен иманентен свет на носечкиот лик со помош на филмскиот јазик за да го предизвика саканото соживување на гледачот со ликот. Филм, чијшто успех силно се потпира на изведбата на носечката улога, од која не се одлепува камерата, и тоа значи дека ќе биде изеден секој кадар од неа, ќе го придуши филмот и нема да остави простор за останатите ликови да наметнат своја арка на развој. Филмот ја имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, кај што не само што ја освои наградата од жирито за пресци, туку освои Златен лав, односно Гран при на фестивалот според жири комисијата предводена од Бонг Јун Хо. Потоа играше во Хамбург, Виена, Чикаго, Ваљадолид, Солун, EFI, а оваа година играше на Palm Springs, Sundance, Гетеборг,
Глазгов, закитувајќи се со Люмиер и Сезар награда и номинација за Европскиот Оскар и Бафта, така што филмот имаше успешен старт и богат фестивалски живот, кој не беше избран да ја представува Франција на овогодишните Оскари, затоа што таа чест му припадна на канскиот победник Титан. Провокативната тема со кристализираната наклонетост на филмот претпоставувам дека ќе представува дистрибутерски проблем за продукцијата, посебно во државите во кои во денешницата не е препорачливо јавно да се дебатира на оваа табу тема, места во кои се уште се живее во минатиот век. Периодичната артхаус мелодрама во која протагонистката се обидува да најде начин да абортира во Франција пред нешто повеќе од половина век, кога тоа не бил легален чин. Делото е предводено од соодветно избрана актерка која умее да ги демонстрира внатрешните емоционални конфликти со државното законодавство кое го има последниот збор во незините одлуки. Травматичен филм кој не се отклонува од потребата да се остане посветен на каузата за делотворно прикажување на немилата одлука, налик убеденоста на хероината да истрае во незината реализација. Десетина години подоцна е легализиран абортусот во Франција, но за некого може тоа да биде предоцна, а животот не може да се ресетира. Ако морам да го евалуирам, тогаш Happening од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 222-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и познатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!